Дождлив беше денот кога го снимавме ова издание на Луѓе и места. Ве водиме во строгиот центар на Скопје, каде што ќе ве запознаеме со еден млад информатичар кој од неодамна е присутен на светскиот пазар за информатички прирачници како автор на прирачник, издаден за една британска издавачка куќа. Вангел Крстевски од Скопје, со своите 25 години, е автор на прирачник наменет за систем администраторите широм светот, на кои ќе им олесни да ги одржат компјутерските системи во случај на некоја катастрофа, како што се земјотрес, пожар и слично. А со примената на постапките од прирачникот, тие би овозможиле непречено продолжување на бизнис континуитетот на компанијата во вакви услови. Тој денес е дипломиран информатичар, но се сеќава дека токму видеоигрите, играчките конзоли го посадиле кај него никулецот за информатичките технологии уште кога бил дете. Вели дека уште тогаш знаел дека еден ден ќе стане информатичар. Уште како мал бев окружен со компјутер, со играчки конзоли, некако од секогаш знаев дека ќе станам информатичар. Најпрвен времето го поминав во играње видеоигрици, па понатака почнав со учење на некои програмски јазици, за на факултет да се определам, односно да ја најдам мојот полен интерес, а тоа беше градењето на компјутерски системи и системското инженерство. Од секогаш бев окружен со компјутер и од секогаш бев фасциниран како работи тој, сакав да научам повеќе за тоа. Понатака од кога дознав кои се неговите составни делови, сакав да научам како може некој со некој програмски јазик да ги контролира тие, за да го исползува она што е компјутерот, она за што е компјутерот наменет, а тоа е да им помага на луѓето да ги решаваат секојдневните проблеми. Своето формално образование и интерес за компјутерските технологии Вангел го усовршил на студиите по информатика на Природно-математичкиот факултет во Скопје. И самиот признава дека е привилегија денес да си дел од неговата професија, бидејќи многу полесно се наоѓа работа и кадрите кон него се многу побарани на пазарот на трудот од останатите. Додека бев на студии, нормално мора да се запознаеш со сите сфери на информатиката. Меѓутоа, со одбирањето на изборните предмети се насочив кон системското инженерство и откако дипломирав, почнав да барам работа во таа сфера. Знаев дека сакам ова да го работам, дипломирав февруари 2011 година и релативно брзо најдов работа за некој месец и пол откако завршив со студиите. Уште пред да дипломирам, јас бев контактиран од фирмата каде што работам, ги направивме интервјуата и дури отпосле ги завршив студиите, односно дипломирав. Работам во Reactive, тоа е македонска фирма за понуда на софтвер и консалтинг. Таму сум скоро 3 години. Мојата работна позиција е систем администратор. Што подразбира тоа? Тоа подразбира имплементација, конфигурирање, одржување на целосниот компјутерски систем во фирмата. Имам доста другари кои што се на други факултети и реално информатичарите побрзо наоѓаат работа, барем во Македонија што станува збор. Во текот на оваа година Вангел бил контактиран од издавачка куќа од Англија, бидејќи токму тој бил избран како експерт од областа во која работи да го напише прирачникот, кој е поводот и за неговото гостување во ова издание на Луѓе и места. Во почетокот на 2013 година се занимавав со истражување на некои нови функционалности и нови технологии кои што ги развиваше Microsoft. Една од тие технологии беше и Hyper-V реплика, темата на мојот прирачник кој што подоцна ќе го напишав. Нормално истражив се што можеше се истражи за таа функционалност и си го ажурирав мојот LinkedIn профил за подоцна да Pact Publishing, англиска издавачка куќа од Бирмингем, направи истражување на пазарот и увиди дека во светот постојат многу мал број на професионалци кои што ја знаат оваа област и случајно на LinkedIn кај што го правеле пребарувањето за луѓе кои што ја знаат таа област, сум излегол во резултатите. И така ме побараа да бидам автор на еден прирачник во кој што ќе се опише сите предности и зошто да се имплементира оваа технологија. Вистинскиот потек од негова страна било токму претходното истражување на оваа технологија која представувало база за она што подоцна следувало, а тоа е пишувањето на прирачникот. Бидејќи ја истражив оваа технологија детално и беше долго очекувана на пазарот, се решив да напишам еден прирачник кој што ќе им помогне на луѓето како мене да седнат, видат што точно е Hyper-V реплика, да се запознаат со нејзе, да ги видат нејзините предности и доколку решат
да го имплементираат тоа нешто во нивната инфраструктура, да имаат детален план како да одат чекор по чекор како да го имплементираат тоа нешто. Целата работа беше изненадување. Периодот кога го завршив истражувањето на Hyper-V реплика бев побаран од Peck Publishing да напишам приречник за токму за таа тема. Беше предизвик, меѓутоа бев спремен да го прифатам тој предизвик и откако се договоривме околу деталите за проектот, како ќе тече, што треба да се направи, кој ќе ми биде проектен менаџер таму, како ќе се врши ревизија на целиот тој процес, ги прифатив сите услови и откако ги договоривме сите детали за проектот како ќе тече, имавме релативно набиена агенда, каде што требаше за 2 месеци со целата содржина да биде напишана и потоа да помине низ процесот на ревизија. Значи, релативно брзо заврши целиот процес. 2 месеци имавме рок за откако почна проектот до објавување на книгата онлайн. Процесот течеше на тој начин што пишував една глава, па потоа ја праќав на одобрување. Одобрувањето беше во однос на шаблонот, начинот на пишување, граматички исправки и така натаму. Откако беа завршени сите глави, беа ангажирани тројца професионалци од информатиката, значи од IT сферата, кои што требаше да направат ревизија на тоа што го имам напишано, односно да кажат дека е издржано тоа целото. Скромното искуство од претходно со изработката на прирачници му го олеснило пишувањето на овој прирачник, кој е наменет токму за неговите колеги од целиот свет. Подобрувањето на бизнис континуитетот на компанијата и одржувањето на компјутерските системи за време на катастрофи е суштината на неговиот прирачник. Имав искуство порано од пишување прирачници и процедури за било што општо, значи пишување на процедури и тоа искуство го искористив во пишувањето на прирачников да го објаснам што е можно поедноставно за било кој ќе седне да го чита прирачникот, да свати што уствари сакам да објаснам во него. Бев пофален од тројцата ревизори за целата содржина што ја напишав, значи за познавањето од областа, професионализмот во текот на целиот проект и за начинот на кој што е напишана книгата. Hyper-V реплика е функционалност вградена во 2012 верзијата од Windows Server. Тоа им помага на компаниите да направат копија од продукцијската околина, значи сите виртуелни сервери кои што се наоѓаат во продукцијската околина да бидат копирани на некоја втора локација која што ќе биде бекап локација. Сега зошто е ова потребно на компаниите? Сега компанија зависи од некаков компјутерски систем. Поради некакви планирани или непланирани причини, незгоди, настани, може тој компјутерски систем да престане да работи. Ова функционалност им дава на компаниите начин, можност, кога во моментот продукцијската околина престанува да работи поради некаков настан, во реално време да може целата фирма да продолжи да работи на таа бекап локација. Природните непогоди како земјотреси, поплави, пожари се оние ситуации кога систем администраторите во една компанија би имале најмногу потреба од прирачникот на Вангел. Постојат планирани, непланирани некакви причини кои што може да предизвикаат престанување на работа на компјутерскиот систем. Планираните се полесно да се справиме со нив, тоа се некакви редовни одржавања на системите, меѓутоа оние непланираните настани имаат поголемо влијание врз текот на целиот бизнис, односно врз компјутерските системи кои што го помагаат тој бизнис. Непланираните настани се токму тие, значи природни катастрофи, земјотрес, поплава, пожар некаков доколку настане во просториите на компанијата. И од токму такви настани не штити Hyper-V реплика, доколку настане некаков проблем, некаква хаварија во компјутерскиот систем, да може во реално време сите тие функционалности, сите тие сервери да бидат префрлени на некоја бекап локација и да бидат стартувани од таму. Тој искуствата и придобивките од прирачникот ги тестирал во компанијата каде што работи. Бил презадоволен од резултатите. Како работи Hyper-V реплика? Систем администраторот ја конфигурира Hyper-V реплика да на секои 5 минути прави репликација на сето она што го има фирмата во продукцијска околина на некаква бекап локација. Така што
продукцијската и бекап локацијата се 5 минути разлика во однос на промените. Во даден момент кога продукцијската околина станува недостапна, систем администраторот може само да се најави на бекап локацијата и со неколку кликања во админ панелот на Hyper-V реплика може да ги подигне сите тие реплицирани сервери. Со само неколку кликања може да ја подигне таа цела бекап локација и да го превземе целиот товар, односно да продолжи бизнисот да работи. Од неодамна овој прирачник, чиј автор е Вангел, е достапен во целиот свет. Тој ги доби првите позитивни реакции од корисниците, покрај оние од рецензентите. Прирачникот се издаде на 4 октомври 2013 година. Достапен е на вебсајтот на Peck Publishing, како и на Amazon. Имав неколку коментари оставени на Amazon, каде што пофален сум од еден читател на прирачникот, кој што кажува дека авторот има длабоко познавање на областа и начинот на кој што напишана книгата е на задоволително ниво. Секогаш е добре дојдено да добиеш коментар, некаков фидбек од читателите. Трудев да го направам тоа поедноставно и попрактично. Како прв проект во оваа област, да речам авторство на некакви прирачници од информатиката, сум презадоволен. Имав одлично искуство со издавачката куќа и е интересно да седнеш и да напишеш нешто за кое што си стручен. Се надевам дека мојата соработка со Peck Publishing ќе продолжи понатака. Вангел продолжува да ги истражува новите технологии во неговата област, а и ние продолжуваме, но за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.